Господине заменик министер, за жал, карактеристика на оваа влада, односно на претходната во која што вие бевте дел и континуирано сте на истата функција, е дека стана практика да носи едни избрзани законски решенија кои што, како што народот, служат за купиден помени, односно за моментално гаснење на пожарот, кој што всушност само го затајувате, а еве го се распламтува. Имено ова законско решение ќе речам дека е навистина избрзано законско решение и не го решава проблемот со платите во јавната администрација. Впрочем, кој проблем вие, како и сите ние, овие 2 недели го гледаме од реакциите кои што ги имаме од сите представници на јавната администрација. Она кое што навистина очекував од владеачкото мнозинство или еве вие како заменик министер да реагирате на почетокот од седницата е да се поправи лагата која што континуирано секој од власта кој што ќе излезе и ја кажува секојдневно дека се зголемуваат платите во јавната администрација, почнувајќи со мартовската плата. Денес сме 4 или 5 април. За жал, тоа е невозможно да се случи и мислам дека веднаш вие како представник на владата треба да реагирате, до нас да реагираме амандмански комисиски, заради тоа што не е возможно мартовските плати, односно за мартовските плати да важи ова законско решение кое што го нудите денес, односно денес го имаме пред нас. Имено законот е пуштен во собранието на 22.3.2022 година, а секојдневно се споменува, повторувам, дека законот за администрација, за административни службеници ќе важи од 1.3. Не е возможно, ниту еден закон не може да важи ретроактивно. Како ќе важи овој закон ретроактивно? Или пак има некоја задна намера да падне неуставен суд и воопшто да не важи? Мислам, сега одам многу подалеку, ама човек мора и тоа да го праша за да навистина го решиме проблемот. Имено денес еве од медиумите дознавме сите она во што се сомневавме, претпоставувавме дека е така, каде што се кажува дека во 95% од институциите, како што кажува УПОС, а ова го гледаме преку медиумите, веќе се исплаќа плата под минималната. А во останатите 5% дел не ја подготвуваат платата, а оние кои што веќе ја исплатиле, пак направиле грешки и ја исплатиле само минималната плата без стаж. И владата правеше притисок на приватниот сектор да го почитува законот за минимална плата. Гледаме дека всушност власта не го почитува законот за минимална плата и како пример повторно, што денес можевме да го видиме медиумите, а го посочува УПОС, е примерот со објавениот оглас од Министерството за финансии за референт писар за кој што работно место е предвидена плата од 14.109 денари, што е пониска не само од важачкиот износ на минималната плата 18.000 денари, туку и од претходниот износ на минималецот од 15.142 денари. Имено, за да еве ќе речам повторно, не лагата, грешката се повтори, треба да се интервенира во членот 2 од предложениот закон, каде што во член 2 стои дека одредбите од членот 1 од овој закон со кој се менува членот 87 ќе почнат да се применуваат со исплата на мартовската плата во месец април 2022 година, кое што е невозможно да се случи. И сега ќе се задржам, ќе се обидам малку попластично да објаснам со што во пракса ќе се соочат административните службеници во предлог закон преку бројки. Имено, во актуелниот закон за административни службеници во членот 85 став 3 стои дека платата се пресметува во бруто износ, а се исплаќа во нето износ. Во член пак 87 се регулирани бодовите. Во член 88 е дефинирано дека вредноста на за пресметување на платите на државните службеници се утврдува секоја година, со одлука на владата на Република Македонија. И сега, како пример, ги земам Б4 административните службеници, за кои што бодовите се следни. 200 бодови за образование, 346 бодови за нивото на работно место на кое што е распределен, 0,5% за секоја година стаж до максимум 20%.
Рековме вредноста на бодот за 2022 година со одлука на влада е 81,6 денари. Административен службеник од категорија Б4 без стаж ќе зема 546 пута 81,6 44,554 денари бруто плата. Сега со новиот предлог закон кој што денес е пред нас и всушност значи дополнување на Законот за административни службеници, административен службеник ќе има 56 бодови за образование, 172 бодови за нивото на работно место на кое што е распределен и на ова се додава минималната плата. 0,5% за секоја година стаж до максимум 20%. Административен службеник од категоријата Б4 без стаж по предлог законот сега ќе има 228 бодови. Во моментов, согласно законот за минимална плата, нето плата која што е 18.000, односно 26.422 денари во бруто износ, би било 20, значи собирам, одземам за да ме разбере секој што зборувам. 26.422 денари плюс 228 пута 81,6 денари за бодови, 45.027 денари. Или покачување од 473 денари бруто плата, односно покачување од 1,06%. Друг пример, сега одам кај В1 категорија на административен службеник, бодовите се следни. 200 бода за образование, 281 бодови на ниво на работно место на кое е распореден. 0,5% за секоја година стаж, повторно до 20%. Вредноста на бодот, рековме, е 81,6 денари. Административен службеник од категоријата В1 без стаж зема 481 по 81,6 или 39.250 денари бруто плата. Со новиот предлог закон, кој што денес ни се нуди, односно закон за измена и дополна на Законот за административни службеници, административниот службеник, почитувани колеги, ќе има 56 бодови за образование, 106 бодови за нивото на работно место на кое што е распределен, ако на ова го додадам минималната бруто плата и 0,5% секоја година стаж до максимум 20%, тогаш административниот службеник од категоријата В1 без стаж по предлог законот ќе има 162 бодови. Согласно закон минимална плата од 18.000 денари, платата на овој државен службеник би била 39.641 денар или покачување од само 391 денар или 0,99%. Значи ниту 1% тука немаме покачување. Сега ќе се задржам за најниската категорија во Законот за административни службеници или категоријата Г4. За административен службеник од категоријата Г4 бодовите се следни. 100 бодови за образование имаме, 159 бодови имаме за нивото на работно место кој што е распределен и повторно 0,5% за секоја година стаж до максимум 20%. Вредноста на бодот, се повторувам, за 2022 година е 81,6 денари. Административен службеник од категоријата Г4 без стаж зема 259 множиме со 81,6 денари, бодот кој што е определен од владата, 21.134 денари бруто плата. Со новиот предлог закон кој што денес е пред нас, административен службеник на категорија Б4 ќе има 1 бод за образование, 1 бод за нивото на работно место на кое што е распределен. На ова ја додавам минималната плата, 0,5% за секоја година стаж до максимум 20%, така што административен службеник од категоријата Г4 без стаж ќе има 2 бодови. Согласно закон за минимална нето плата кој што е 18.000 денари, во бруто износ платата ќе биде 26.422 денари или покачување од 5.451 денар во бруто плата, односно покачување од 25,8%. Направете според. 25,8%, 0,99 и околу 1% беше кај другите категории на административни службеници. Почитувани колеги, почитувана јавност, значи укажуваме и изборуваме заради тоа што со овие примери кои што извадов и
на кои што укажав, односно пробав да укажам што следува со законско решение. Јасно е дека нема скалисто повеќување на платите кај сите административни службеници и кај административните службеници кои што вршуваат работни задачи од послобежен степен. За жал, покачувањето не да е смешно, туку е непостоечко. Дополнително во јавниот сектор има административни службеници во кои што согласно стариот закон за државни службеници имаат степен на кариера. Тој степен на кариера предвидуваше 4 степени на кариера, степен А со зголемување 5% на платата, степен Б предвидуваше зголемување на 10% на платата, В 15% и степен Г 20% зголемување на плата. Со стапување на сила за закон за административни службеници, нели законот за државни службеници кој што го споменуваше законот и заменик министерот на токот престанате да важи. И со законот за административни службеници е регулирана исплата на степенот на кариера, односно државниот службен на кој што до денот на влегување во сила на овој закон му се исплаќа додаток на степен на кариера согласно закон за државни службеници, износот за додаток на степен на кариера ќе му биде пресметан како дополнителни бедови во вредност на исплатен додаток во делот на плата на ниво од член 87 став 3 од досегашниот закон. Согласно ова, административен службеник од категоријата Б4 според постоечкиот закон за административни службеници за степен на кариера А има 17,3 бодови, односно 5% од 346 бода. Ако пресметаме 17,3 бода по 81,6 денари иди 14.412 денари во бруто излоз. По предлог законот за измена и дополнување на законот за административни службеници, административен службеник од категоријата Б4 за степен на кариера А има сега 8,7 бодови, односно 5% од 172 бода или 710 денари во бруто износ. Тоа е, почитувани колеги, 702 денари помалку во однос на степен на кариера А. Ова значи дека административен службеник од категоријата Б4 со степен на кариера А, кој во изминатите години, откако е административен или претходно државен службеник, вложувал во својот личен и професионален развој, кој што е истакнал во работењето, кој што континуирано бил позитивно оценуван, нели, досега беше и предуслов за напредување во кариерата да биде позитивно оценуван, не земајќи го во предвид стажот, за жал, реално ќе има намалување на платата. Или по сегашниот закон за административни службеници, ако некој зема плата од 45.966 денари, по предлог измената и дополнувањето, да не се повторувам со одземање, множење и собирање, сега ќе зема 45.737 денари или намалување за 229 денари, не земајќи го во предвид стажот. Ние, како и колегите претходно, апсолутно сме за носење на вакво законско решение, но тоа мора да биде законско решение кое што ќе биде добро за сите вработени во јавната администрација, односно за сите административни службеници. Не треба да се носи избрзано, прифатете ги сугестиите и единствениот начин на кој што може сега да делуваме е да делуваме комисиски и дајте тоа да го направиме заедно за доброто на, повторно ќе речам, сите административни службеници во држава. Благодарам. Благодарам, колешке. Следен за збор е колегата Игор Здравковски.